Добар ден и од мене, ова е новата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за безбедноста на децата во домот и сообраќајот во првите 2 до 3 години од животот. Кои се најчестите родителски грешки кои што го доведуваат бебето, односно детето, во опасност. На оваа тема денеска зборуваме со доктор Антонije Хаджиантоновски, специјалист ортопед од приватната здравствена установа Ортоплус. Добре ни дојдовте повторно. Добро ве најдов. Као дома веќе готово. Баш ми е драго. Родителите често имаат дилема кога треба новороденчето да го изнесат од болница, дали да го стават во транспортер, плашејќи се како на него ќе влие позицијата, таа полуседечка или полулежечка. Дали е таа позиција соодветна за новородено бебе? Јас секогаш на мајките им викам како било во стомакот на мајката, дали лежело на грб? Не. Така да позицијата ништо не им смета на децата. Дури напротив, кога сум работел во клиничка болница, не сум пуштал дете да излезе од болница без да биде ставено во транспортер. Сум ги враќал родителите дома да земат транспортер, да не го изнесува детето во раце или во корпи, обично знаат да дојат да ги зема децата. Има само исклучоци кај порано родени деца, кои што се помали од килограм. Тука значи треба малку да се прилагоди транспортерот ако нема фабрички некој додаток за помали деца. Во друг случај транспортерот на нормално родено дете од 2 до 4-5 кг не му смета ништо, значи таа позиција во која што е поставен. Не треба никакви да стават перници одоздолу да исправат позицијата на детето. Често додават како што е фабричкиот транспортер, та слободно така да го користат. А зошто е важно бебето да биде ставено во транспортер? Важно е заради безбедноста, кој што не е само за во кола, туку и при движење, при симнување скали. Имаме многу често повредени дета, мајката ќе падне по скали, детето ќе одлета и тоа ставено во транспортер, ама не врзано. Во моментот кога паѓа, детето не може да остане во транспортерот, транспортерот се тркала, детето лета во истата секунда. Затоа е многу битно секој пат кога ќе се стави детето во транспортерот да се стават кајшевите, да се врзат, да се затегнат. Колку затегнати тие треба да бидат? Секогаш да знаете правило, 4 прсти треба да може да ставите помеѓу детето и кајшот. Не треба да има многу, да биде многу лабав, ниту многу затегнат транспортерот. Транспортерот детето се става директно внатре во транспортерот, без премногу облечено, значи без скафандерици, поготово сега зимскиот период, знаат родителите да дојдат со скафандер, детето ставено внатре. Скафандерот ја намалува сигурноста на транспортерот. Кајшевите мора да бидат на обична облека, нека не се секират родителите. Самите транспортери одоздолу како најдебелата јакна што имаме ние луѓето и детето нема да смрзне ако не стават кебе под него. Значи, детето во транспортер се користи за да излегување од дома, например, до кола, од кола до таму кај што треба да стигнете, и за тие кратки дистанции не треба да ги преоблекуваат децата. Секогаш детето во нормална облека, како за под дома, ќе ги закопчаат кајшевите, ќе остават детето, одозгора ќе го покријат ако има потреба со некое кебенце, ама не да биде детето ставено во транспортер со скафандери. Кога родителите напуштаат болницата со бебето во транспортер, најчесто влегуваат во автомобил за да стигнат до дома. Каде треба да го постават транспортерот? На задното седиште, на предното седиште? Во која насока да биде свртен транспортерот, во правецот на движење на автомобилот или обратно? Транспортерот, доколку не е безбедно наместен во колата, он може да биде придвижен и да боже при сообраќајка, при удари да направи повреда. Нагло закочување понекогаш. Нагло закочување, се сите предмети во колата, кога колата ќе закочи, продолжуваат или кога не да боже сообраќајка, продолжуваат да се движат со инерцијата што има колата, со истата брзина како што се движела колата. И ако е тоа предмет или дете, обично лета и се повредува детето. Така и транспортерот, ако не биде врзан, он ќе продолжи да се движи со истата брзина со која што закочила колата. Затоа е многу битно. Секогаш кога ќе поставиме транспортерот во колата, да го врземе транспортерот или да го фиксираме ако случајно има база со изофикс постолје во колата. Зошто? Затоа што ако транспортерот не е врзан, имаме шанса тој да се придвижи. Како треба да биде поставен? Треба да биде поставен обратно од правец на возењето на колата. Детето, новороденче и дете додека не прооди, треба секогаш да гледа во задното стакло. Значи не да се движи во правец на возење на колата, не да гледа према мајката, туку да гледа во задното стакло, затоа што тоа е единствен начин кога кочи колата, главата да биде подпрена, затоа што детето не може да го издржи моментот на кочење према напред со главата, додека не проводи убаво стабилно. Дури некои европски членки веќе го сменија тој закон до 2 годишна возраст,
за да може да се задржат децата сигурни, затоа што после проодување беше погрешно сваќање од родителите, мислеа дека они кои ќе остават детето на нозе, веќе дека детето е проодено и ги става прерано децата во правец на возење на колата и тука настанува проблеми. Транспортерот многу едноставно се закочува, со кајшот се врзува. Ако не знаете, секогаш прашајте некој што знае, прочитете во упатството, немојте да импровизирате со децата. А колку време бебето смее да седи во транспортер, бидејќи понекогаш родителите ги оставаат децата и дома во домашни услови во транспортер, да одспијат. Да, може да се користи транспортерот, значи да го остават дома некој саат, ама што е битно да знаете, значи ако се децата над сем за тие порано родени деца кои што се под килограм, тие смеат саат време да седат во транспортерот. Децата што се над килограм веќе можат 2 сати да бидат во таа позиција, тоа не е у минутата ограничено, значи може спие детето да извозат и 2,5 сати, ама ако патуваат 4 сати, пожелно да направите една пауза од 15 минути. Тоа не значи пауза во кола да се изведе детето да се земи во раце, туку да излезат, да застанат со колата, да излезат малку надвор, да се исправи детето да поминат. И на нас не треба, ако патуваме подолго време, не треба една кратка пауза да направиме. Тоа што е битно да сватат родителите, дека во кола, додека се движи колата, не смеат да земат дете во раце. Многу често плачат децата, а кај нас детското плачење е најголем грев и родителите одма се паѓа во несвест ако почне да плаче детето. Така неутешно да плаче и да инсистира. Одма мисла дека ќе му се случи нешто. Детското плачење не ги повредува децата. Сообраќајка ги повредува. Секој пат да бидат сериозни и детето и покрај тоа што плаче да си остане седи во седиште за во кола ако треба да вози колата. А ако не, нека се паркираат, нека застанат, нека го извадат Една кратка пауза. Да. Кога со новороденче ќе се стигне во домот, родителите го ставаат во креветчето. Какво треба да биде креветчето? Дали треба да биде дрвено или пак е подобра варијанта оние што се на расклопување? Да. Платнени Тоа кревечиња. е интересно прашање. Значи првен за креветчето. Тоа што е битно за безбедноста. Значи џабе ние докторите ги прегледуваме децата ако родителите не ја сватат безбедноста на децата на прво место. Креветчето како феномен првен треба да се користи. Многу од родителите ги земат децата со нив во кревет и тука ја прават најголемата грешка и децата беднуваат нагмечени, повредени, паднати од кревет. Тоа е првиот момент кај што треба да се свестат родителите дека дете не треба да спие со родителот. Детето треба да спие во посебно кревече. Кога спомнате дека дрвеното кревече, тоа е една ја не успевам да допрам до родителите пред да бидат родители. Бидејќи најчесто кревечињата ги купуваат пред да станат родители. Мој совет е од праксата, многу често гледаме повредени деца од дрвени кревечиња, зошто не во раната возраст, негде таму околу 5-6 месеци кога ќе почне детето веќе да се тркала, да се движи во креветот, многу често во дрвените кревечиња знае да го бутне рачето помеѓу решетките, да не може да го извади и несвесно прави некои движење, при тие движења многу често настануваат скршеници. Дрвеното кревече ако се користи мора да има заштитна оградичка плюс внатре покрај дрвената, значи како тапацир или нешто за да може да не ги става детето внатре рацете и нозете. Ако е нема, топло препорачувам за тие што не купиле дрвено кревече, што планираат да купуваат, планираат семејство, да се земат транспортно кревече. Многу попрактично е и од моето искуство со децава, многу попрактично, многу посигурно, а плюс имаш кревече кога одиш негде на пат да го спакуваш и да одиш пак да знаеш дека детето ќе спие во безбедно место, а не доставено на небезбедна позиција. Американската асоциација на педиатри, кога се однесува на безбедноста на децата, даде препорака тие да спијат во креветче, на тврд душек и на грб. Да. Зошто таква препорака и зошто душекот треба да биде тврд? Тоа постои едно нешто што се вика SID синдром, Sudden Infant Death синдром, ненадана смрт на новороденче. Многу е битно детето секој пат кај нас мислат луѓето дека е подобро да го ставиме на страна детето за да не се угуши. Напротив, особено кога људска. Да, особено кога првен блюцкањето е комплетно погрешно сватено кај нашата популација, значи нормално хапливо дете да блюцка и тоа не е ништо страшно. Млекото и да го блюцне, единствената безбедна позиција на детето е да биде на грб. Зошто? Затоа што кога детето на грб, децата кои се на грб во кревечето, они ја држат или главата ја држат на страна или ја држат главата нагоре.
Кога ја држат на страна, ќе блјуцне, ќе истече млекото на страна, никому ништо. Кога е нагоре главата, детето и да блјуцне, млекото се враќа назад во грлото. Нели пикаме прсти во грло за да повратиме на коренот јазикот, има рецептори кои што предизвикуваат одма рефлекс за повраќање, за кашлање. Самиот тој рефлекс одма го затвара дишникот и спречува детето да го аспирира млекото. А млекото, ако треба низ нос ки излези, тоа ги плашеше порано нашите баби да мислат дека детето се гуши, а всушност тоа му го спасува животот на детето. Детето или ќе го изголта или ќе го исплука млекото. Затоа единствената безбедна позиција за новороденче е на грб. Кога ова правило престанува да важи кога детето само ќе се сврти на страна. Кога се сврти само на страна, веќе може да спие како сака. Ова е за ноќното спиење. Дење кога го гледат родителите, како сакат дека го стават. Ама ноќно време кога треба родителите се одморат да функционираат наредно ден, детето мора да биде стално на грб. Збориме за новороденче. Препоракате дури кревечето да биде во иста соба со родителите, под подстојан надзор да биде, што е нешто ново бидејќи конкретно во Америка најчесто децата ги стават во друга соба. Дискутабилно е. Мислам дека кај нас таа практика често, не е присутна. Децата во принцип кај нас мислам дека повеќе ги стават заедно во собата. Не гледам никаква причина детето да биде надвор од собата, да биде блиско за да може да изреагира доколку треба нешто. Децата во првите 6 месеци е препорачувам да бидат во соба со родителите. После тоа детското кенкање, расплачување, децата можат ситно да се расплачат, родителите се разбудат, а детето после да се пробуди да се спие, а родителите да останат без сон. Затоа е препорачува после 6 месеци надвор да биде од собата, иначе не гледам причина детето да се држи цело време во собата со родителите. Во однос на спиењето на грб, се случува на бебињата главчето да им се сплеска доколку спијат постојано на грб и некои ортопеди велат дека ова состојба се должи токму на препораката за начинот на спиење на бебињата во првите месеци од животот. Тоа се работи за навика. Значи, навика отстекната од стомакот на мајката. Кога детето е во позиција да ја држи главата, има деца што ја држат главата повеќе на една страна, помацавата на друга страна. Кај тие деца должни сме да го раздвижиме вратот во другата страна, да почне детето да се ја врти главата на двете страни. Кај деца што ја држат само нагоре главата, не е поентата вие да земете перниче за да главата се растерети да порасне главата убаво, туку поентата е да го раздвижите вратот. Кога детето ја држи само нагоре главата, тогаш треба вратот да се раздвижува и на едната и на другата страна, зашто тоа е многу ограничено движење и тие мускули мора да се раздвижат за детето да почне да се движи на страната. И тоа треба да се почне што порано, а не кога веќе ќе се сплеска главата и ќе направи деформитет на главата. Доколку се јави деформитет, како тој да се исправи? Детската глава расте до 2 годишна возраст, така да веќе 90%, тоа зборевме нели прошлиот пат, 90% од големата глава ја има на 2 години детето. Така да има време да се поправи детската глава, се почнува со вежбички, ако треба се дават корективни перници, а доколку не успее до година дена се поправи, постојат и специјално дизајнирани кациги кои што ја притискаат главата од таму кај што е деформирана и таа си се коригира во добра позиција. Се прави во светот, кај нас нажалост некои работи ни фалат во поглед на такви корекции, али тоа се козметички работи, не се некои големи феномени, али ако сакаме да ги поправиме, мора да ги поправиме во оваа возраст, затоа што после веќе касно, после 2 годишна возраст. Денеска во овој дел на емисијата ќе им дадеме простори на гледачите да се вклучат во програма, значи емисијата ќе биде контактна, доколку имате некое прашање поврзано со денешната тема, слободно можете да се јавите на 3076 677, добро познатиот број на телевизија Телма. Денешен гостин во студиото ни е доктор Антонија Хаджи Антоновски, специјалист ортопед од приватната здравствена установа Ортоплус. Кога зборуваме за седењето, многу често родителите погрешно знаат да го протолкуваат коментарот на ортопедот на прегледот ултразвучен околу 6-тиот месец, кога ќе рече се е во ред со колкчињата, детето може да седи, тие веднаш го поставуваат во седечка положба. Дали на 6 месеци треба детето да се стави да седи во седечка позиција, ако не покажува интерес за тоа? Во седечка позиција го ставаме детето во 45 степени. Тоа го ставаме околу 4-5 месец, за да може веќе да постигне детето да почне да напнува према напред, затоа што треба го храниме во 65 степени. Значи, за да може детето убаво да ја голтне храната, треба да биде во 65 степени поставено, кога ќе почнеме со дохрана. Ние на сила децата никогаш не ги ставаме. Децата си седат во самостојно, кога ќе дојде време они самите да седнат, а не
на сила во седечка позиција. И тоа нема никаква врска со здравјето на колковите. Колковите или се здрави или не се здрави. Ако не се здрави, тогаш треба третман на колковите. Ако колковите се здрави, тогаш тоа нема никаква допирна точка со седењето. Имаме деца што самостојно седнуваат уште од многу рано. Имаме гледач на линија, потоа ќе продолжиме на оваа тема. Добар ден, повелете. Ало, добар ден, Саво. Се јавувам да се консултирам. Јас сум мајка шофер, која што многу често знае на кратки релации, меѓутоа малото ми е 4 месеци, одам од точка А до точка Б. Го ставам во транспортерот, свртан со ликот, малиот ми е накај задното стакло. Го врзувам, меѓутоа седи на солодачкото седиште до мене веднаш. Дали е тоа исправен начин на транспортација на бебе? И друго прашање, се уште не седиме, нели мали сме, понатаму кога ќе имам седишта кои што треба нели да го интегрирам во колава, дали има некои моменти околу тоа што треба да се запазат? Еве, јас сум незналица како да се изразам, не знам како и да те работи, допро тоа ќе биде ново за мене, да не треба да припазам на нешто околу седиштава во кола. И првото прашање или дали во ред тоа возењето. Еве, моите родители конкретно се крстат и се плашат кога ме гледаат како така се движам. Меѓутоа, ето да прашам, да. И ви благодарам што се јавивте. Убаво прашање, ќе заборавивме да спомнеме. Значи, дете ако се вози на предното седиште, треба да биде исклучен еърбегот. Значи, вие си го врзувате исто како што го врзувате детето на задното стакло, на задното седиште, само што ако го возите напред детето, треба да биде исклучен еърбегот. Најверојатно ќе прочитате во упатството, предниот сувозачкиот еърбег треба да биде исклучен, има некоја копче или во касетата или од страната со клучо, обично се исклучува, или по новите автомобили во менито од автомобилот, да се исклучи еърбегот, затоа што не да Боже при сообраќај како пукне еърбегот може да го исфрли седиштето према позади. Иначе нема никаква причина да не го возите детето на предно седиште, сем со полицијата ако лошо го протолкува законот. Значи дете не смее да се вози на предно седиште, ама без седиште. Ако има седиште, тогаш не би требало да представува проблем ни со полицијата. Ако детето е во седиште, нема никаков проблем со тоа. Што се однесува за вториот период што прашувате за покасно, транспортерот се користи се додека главата не дојде на горната точка од каде што е заштитена. Транспортерот не е мал ако му е тесно на детето. Кај што имаме, кај што бараме безбедност, немаме удобност. Транспортерот треба да биде тесен. Тоа што не смее главата да излезе надвор од седиштето. Нозете може да излезат, главата не смее. Детето секоја се држи на најдолната точка од транспортерот. Кога ќе стигне главата на горната ивица, веќе морате да поменете во наредна фаза на седиште. Тоа што значи? Ако детето е проодено, купувате седиште со 9 ознака, значи напред да почнеме од 9. Ако детето уште не оди, тогаш треба да земе седиште со 0 ознака. Значи, ако детето уште не оди, не може да го издржи моментот на кочење према напред со седиштето и мора да се вози во ознака 0 до 18, 0 до 25 или 0 до 36 седиште. Тоа е големо седиште, што може да се намести обратно од правец на возењето. Ако детето веќе е проодено, убаво се движи дома оди, тоа веќе може да се вози во правец на возење на седиштето и тога се вози со 9 седиште, 9 до 18, 9 до 25 или 9 до 36. Се случува често родителите да стават помало дете во поголемо седиште, да не е соодветно, дали е тоа ризично? Ризично е, ризично. Ако седиштето не е соодветно, поентата е и на покасните седишта, што се например 15 до 36, поентата е седиштето да го крене детето за каишот на седиштето да дојде во висина на рамото. На рамото. Да. Имаме уште еден гледач на линија, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Вака, имам 4-месечна киркичка и сакам да прашам дали се препорачува преку ден да се стави на стомаче да спие, бидејќи од тетки стринки сум слушала дека бебето треба да спие и на стомаче преку ден. Така, ви благодарам за прашањето. За спиење, ако го гледате, можете да го ставите на стомаче, ама ако не го гледате детето цело време, топло ви советувам да се спие на грб. Тоа што треба да го ставате на стомаче, кога е будно детето и да го немирате однапред за оно да ја крева главата и да ја вежба грбната мускулатура. Само за тоа, иначе за да спие на стомаче не гледам причина. Може да се навикне да спие на стомак и после да не сака да ви спие на грб. Тука е големиот проблем за ноќното време после тоа. Споменавме седење кога детето е подготвено да седи, кога не, се случува родителите да го стават во седечка положба, да го заградат со перничиња, за да не губи рамнотежа. Тоа не треба да се прави.
Тоа не треба да се прави. Значи дете поготово не на каучу ќош, не на земја долу со пенеци, детето додека не знае да седи, детето учи да седи на 3 места. Кај вас во скут, во количка надвор кога се шетате во 45 степени и евентуално столчето за хранење доколку ви е со подвижен грб, може да го вратите назад од 45 степени да го ставите детето тука да седи. На земја детето се става легнато и тоа е една од најбитните работи за безбедност на децата. Многу често имаме повредени деца кои што паѓаат од кревети, паѓаат од подлога за персоблекување. Каде грешат родителите? Првен грешат, децата ги растат на кревети. Дете на кревет не може ни да си ја удри главата, не може, оно ќе научи да седи на кревет, ќе научи да лази, ама каде е проблемот? Кој ќе се удри на кревет, не го боли. И оно не научува дека треба да си ја штити главата. И после еднаш ќе го става долу на подот и детето мислејќи дека е на мека површина ќе се фрли према позади и може да ја расепе главата. Многу е битно детето да расте на под, на тврда подлога. Затоа што на под детето во период поготово меѓу 4 и 5 месеци детето е на земја, најблиско до земјата. Во ниеден период покасно нема да биде толку блиско до земјата за да добие искуство како треба да си ја чува главата. Сега лежи на земја, не сакајќи ќе падне носето, ќе го удри, ќе почне да плаче, ама ќе научи дека треба главата да држи горе. А додека го чуваат на кревет родителите, тоа нема да го научи или ако го држат у раце цело време детето. Детето од тамо 4-тиот месец мора да поминува многу време на подот и тука детето е најбезбедно. Многу често децата знаат ќе заспијат преку ден на спална, ќе стават перници околу детето ќе се исклиза меѓу перниците, ќе падне долу, ќе се повреди. Немојте да ги оставате децата во небезбедни позиции. Тоа е многу честа причина за повредени деца. Имаме уште еден гледач кој што сака да се вклучи во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Вака да прашам сега. Ајде, окей, за транспортерите, ама од кога можеме да ги ставаме дечињето у дубаче? И дали е тоа корисно или е покорисен џампер? Така. Ова беше еден дел од еден Кратко ќе сегмент одговариме. од емисијата. Дубаците се измислени како вертикализатори за деца со церебрална парализа. За деца со Даунов синдром кои што каснат со продувањето. За дете кој што е здраво право, најголемата грешка е да користите стимулатори за продување. Толку е силен генот за одење што дубокот е комплетно нешто најнепотребно што постои во продавниците. Сепак е нас помеѓу 6-тиот и 9-тиот месец родителите ако ме ги прашувате, ставаат во дубач. Никогаш. Јас им кажам топло, ако мислат да ги користат тие помагала, да не доаѓаат кај мен на преглед. Знаат родителите, многу често знам да го кажам тоа. Значи, тоа е еден најголем предизвикувач на деформитети на стопалата и апсолутно цел живот ќе оди, не гледам причина детето пред време да го товарите на носот. Така, Европската организација за спречување детски несреќи процени дека дубакот е најопасен од сите производи за деца. Да, дубакот многу често знае да се преврти, деца знаат по скали да паднат со дубакот и тоа е нешто што апсолутно не треба да го има во продавниците. Како има препрека некоја на подот, како килим и слично. Ќе падне, ќе се преврти. Канада е единствената земја која што засега го има строго забрането и увозот и рекламирањето, дури родителите ако се обидат да ги не сум сигурен. Не сум сигурна за Франција, знам дека Канада 2014 ако не се лажам, дури и на оние што се Тоа е медицинско помагало. Не е наменето за регуларно користење по дома, а кај нас сега сите продавници се во поглед, ова ќе ви помогне побрзо, ова поспоро. Истото и со џамперите. Џамперите, дете кој што не е спремно да стои, кој се става во џампер пред време, има една германска студија која што кажа дека директно влие на растењето на децата. Значи, џамперот порано го препорачувавме зашто ги зајакнуваше детските стопала, ама сега не е препорачан до втората фаза на продување. Првата фаза детето се крева на нозе, во втората фаза рипка во место и во таа фаза може да го користи џамперот, ама тогаш која е потребата од џамперот кога детето само си рипа веќе. А што со останатите продувалки, оние што се натркалце, што се туркаат? Тие што се буткаат се многу опасни зашто продувалката може во една секунда да се турне и детето да падне на нос, плюс го ограничува правилното движење на детето. Детето кога проодува од една точка до друга точка, тоа е четврта фаза од проодување и тука детето треба да се движи, телото паѓа нанапред. Ние спортистите ги учиме како да го користат балансот на телото и тогаш детето се навалува нанапред, а нозете работат за да го исправа телото да стигне до една точка до друга точка. А кога турка нешто детето телото е исправено, а детето гази на цело стопало, тоа е погрешниот начин. Децата во првите 3-4 години одат на прсти и тоа е активатор на детското стопало и работата што го прави стопалото да биде
здраво. Тоа е единствен начин како што можеме да имаме здраво стопало. Децата кога се држат за нешто, кога туркаат нешто, одат со нозете на страна и при секое газење стопалото паѓа према внатре и добиваме криви петечки од грешка, што се мислеле дека му треба нешто од детето за да турка, да помага. Дури и масички столчиња, ако има малечки, треба се трнат на страна во периодот кај што детето проводува. А како треба да изгледа процесот на проводување? Дали родителите треба да ги паткаат децата? Тие често ги држат за рачиња и помагаат во тој процес? Не, никогаш не треба. Значи, паткањето е стимулативна вежба што ја даваме за деца што не се продени до 2-2,5 години возраст, а не за дете од 9 месеци што уште не знае ни самостојно да седи. Децата мора да ги поминат сите фази на развојот. Значи првен да се тркалаат на земја, па да лазат, па посам тоа ќе се истуркаат. Заедно тоа со лазењето случува, ќе седне детето, самостојно да седне на подот. Од кој ќе седне, се фаќа за нешто, се кревано за прва фаза, втора фаза иде на страна, трета фаза се движи, втора фаза рипа во место, извинете, трета фаза се движи на страна, четврта фаза продува од една точка до друга точка. Кога ги земаат децата да ги паткат, ги прескокнуваат сите фази, детето директно го стават во четвртата фаза, детето со исправено тело уште неспремно да оди, почнува да оди и ги прави грешките. А проблем е доколку се прескокне некој од фазите како ползење, дека многу ретко денеска полза децата. Детето не може да не ползи. Мора да ползи детето. Дете ако не ползи, значи дека не сте го оставале детето доволно на подот. Тоа се многу грешки, големи грешки кај нас. Родителска грешка, така. Сите мислат дека треба нешто да се случи во одреден период. Имаме здрави прави деца кои што продуваат на 2,5 години. Нема никаква причина да се секирате со одењето, е на нешто што нонстоп зборуваме, да погледнете ги луѓето надвор, значи скоро сите знаат. Дури и тие со проблем се стимулира, кога касни детето се стимулира и го учиме детето како да оди, ако нема некоја причина која што треба да ја отстранеме. Ајде да го слушнеме прашањето и на последниот гледач за денеска. Добар ден, повелете. Добар ден, значи само кратко, ќерка ми е година и 4 месеци, значи никогаш не лазела, не се исправа се уште, значи онака сама да ја седниш на под долу и да се исправи, меѓутоа оди. Дома е се тргнато масити, значи ствари кај што има слободен простор да се движи. Сега прашањето ми е кога ќе ги падне некоја играчка, таа не, значи бара помош од нејзе да клекне, за да се ја земе играчката. Ако има околу неа, пример кревет или некоја масичка за да се придржи, тогаш окей, ама сама да клекне или да како што има некој бебине или дечиња што паднуваат на земја да се ја земат играчката, значи таа не го прави, бара помош. Токму тоа си оди, значи слободно си се движи, значи низ ходник, од една во друга соба, имала и паднато неколку пати, значи не е толку страшно. Така. Детето научило да оди, затоа што го држале за раце, му давале стимулативна вежба за одење, ама ги прескокнале другите битни фази, кај што детето требало да лази, требало да чучнува, да станува и оно го добила балансот за одење, ама нема доволно силна мускулатура за да ги направи другите работи кои што требало да ги добие во нормалните фази на развојот на детето. Има начин се тоа да се вратиме чекори нас, да го става детето на земја и што сака да му прави без да му помагаат со ништо. Така, значи тоа е начинот да добие се остави детето самостојно да се развива, тоа е најдобриот совет за родителите. Најдобриот совет. Мојот професор вика, ставите ги децата у пештера, давите им храна и вода, многу побоја ќе се развијат него се еден куп помагала дома и со желба за што побрзо се да направи секој дете. Така, доктор Антонија, ви благодарам што бевте денеска гостин во емисијата. Навистина интересна емисија, еве многу работи јас за прв пат слушнав во денешното издание на За едукација тука сме, ја нонстоп им кажувам и на родителите ги учам, ама ова е најдобар начин да стигнеме до сите родители. Така. Ето така. Се гледаме повторно, а јас тука ќе им заблагодарам и на гледачите што не следеа и денеска. Се надевам со внимание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.